Нема повеќе чекање ред. Нема повеќе губење време. Нема повеќе само да прашам. Национален портал за e-услуги. На овој начин владата на Република Северна Македонија во декември 2019 година започна со промоција на новата верзија на Националниот портал за електронски услуги. Државниот завод за ревизија изврши ревизија на информацијски системи како ревизија на успешност на тема ефективноста на Националниот портал за e-услуги со цел да даде одговор на прашањето дали со дигитализација на услугите за граѓаните ќе се обезбедат поефикасни, целосни, квалитетни и електронски услуги со пониски цени. Со извршената ревизија, ревизорите утврдиле неусогласеност на матичната легислатива на институциите со законската легислатива за дигитализација. Отсуството на активности и резултати на Националниот совет придонесуваат за бавна дигитализација и користење на услугите преку шалтер. Институциите немаат статистики за реализирани електронски услуги и истите не се објавуваат на порталите. Владата во последните години преку своите стратешки цели дефинира активности поврзани за дигитализацијата на процесите без утврдени рокови. Само 8% од вкупното население на возраст над 18 години се регистрирани корисници на порталот. Издадени се 9568 електронски документи чии сертификати за електронските печати се истечени во мај 23 година. Околу 140 закони треба да се усогласат со легислативата за дигитализација на процесите. Само 95 електронски услуги се понудени на Националниот портал. 30 електронски услуги ниту еднаш не се искористени преку порталот. 50 електронски услуги се незначително искористени. На порталот се регистрирани 112.657 корисници. Во системите на Националниот портал вкупно се вложени 829.167.000 денари. Пресметаната вредност на една реализирана услуга преку овој портал изнесува 12.815 денари. Воспоставени се 5 центри за една точка на услуги, каде граѓаните без дигитални вештини и лицата со попреченост на едно место може да добијат услуги и информации за услуги од различни институции. Дел од центрите надвор од Скопје не се ефективно и економично искористени. Во институциите недостасуваат 62% IT кадар. Отсуствува промоција за Националниот портал и електронските услуги. Во каталогот на услуги постојат лица кои не се повеќе вработени во институциите, не се деактивирани и на истите места не се евидентирани нови лица. За надминување на наведените состојби дадени се препораки. Целосно усогласување на законската легислатива со пакетот закони за дигитализација. Искористување на можностите и капацитетите на Националниот портал за e-услуги без развивање на нови независни портали. Утврдување на оправданоста за постојните и отварање на нови канцеларии. Утврдување на задоволството кај корисниците од услугите. Промоција на порталот и одржување на едукативни обуки. Утврдување на краен датум за завршување на дигитализацијата во институциите. Усвојување национална стратегија за задржување IT кадар. Приоритет и примена на електронски документи во постапките на институциите. Конкурентна цена на сите електронски документи во однос на хартиената форма на документи. За повеќе информации, проверете ги содржините на нашата интернет страна или контактирајте не преку нашата електронска адреса.